Карневалот Прочка 2024 и годинава по 22 пат си ја исполни својата мисија. Во еуфорична, типично карневалска атмосфера, денеска во Прилеп врие како во кошница. Доследно на многувековната традиција и во христијански дух, Прошка се бара, ама и се дава на сите страни. А многобројните маскирани учесници, преправени во автентични и креативни маски, најчесто изработени од природни материјали, ги бркаа злите духови, кои, според верувањата, се беше одомајкиниле меѓу нас од лани до годинава. Од сабањето во старите селски куќи се збираме мажи, момчиња од различни години, сите во групи се облекуваме, спаѓаме во селото за да го истераме целиот дух од селото. Од прилика околу 60 до 80 килограми тежи сето тоа што го носиме на нас. Овој карневал значи многу за нас. Шетаме од Сабајле од 6 кај сите касапски куќи. Моментално оваа година сме околу 50 маски преправени. Има интерес годинава, има и многу млади деца, околу 10 до 15. Оваа година одлучивме да настапуваме со една доста автентична традиционална маска, ткаење со разбој. Ткаењето со разбој постојало уште од многу години од нашите баби и пребаби. Значењето е традицијата, да се зачуваме нашата традиција и култура. Ние сме од Пробиштип, го представуваме нашиот град со маската Аватари. Ова беше заедничка идеја со цел да го представиме невозможното возможно и дека среќата е едноставна. Сите треба да бидеме среќни, без разлика што ќе ни донесе животот. Традиционално, организаторите и градоначалникот, пред да го означат стартот на карневалското дефиле, најпрви им побараа, но и дадоа простување на сите граѓани на Македонија, особено во оваа изборна година. Со ова докажуваме дека имаме навистина големо духовно наследство. Ги почитуваме повозрастните. Овие маски да ги растераат лошите духови во нашите домови. Не се сметам безгрешен и јас барам прошка од моите сограѓани, се разбира, и слободно нека ми уочат каде се грешките да можеме полесно да ги коригираме. Во идене ќе биде пак меѓународен карнавал со присуство на голем број странски маски. Карневалот завршува со доделувањето на наградите за најуспешните, а додека утре Сдруженијето Прилепски мечкари организира ручек со познатото посно касапско гравче, со што и официјално се означува почетокот на великденските пости.